Контингерите се под ингеренција на градот. Гледаме колку изминатите 4 години се чистат истите. Гледаме каква е ситуацијата не на територија на општина Центар. Во сите 10 скопски општини е хаос. И затоа ние ги зголемивме бројот на вработени, капацитетите за нова механизација, дополнително планираме нова и што направивме и чекор понапред, ги побаравме ингеренциите од градот Скопје да можеме ние како општина целосно се грижиме за сметот. Она цена која што се плаќа, односно жителите на Центар ја плаќаат преку сметката за водовод, намената за одржување на хигиената, да ја превземе општината, односно Центарци плаќаат во јавно предпријатие кое што ќе биде општинско. Ние ќе имаме нова механизација и сум сигурен дека условите нема да бидат вакви. Тоа неколку пати е побарано и разговарано и на ЗЕЛС. Јас како дел од управниот одбор на ЗЕЛС имам побарано таа иницијатива, но формално правно се уште не е завршено. Тоа е во моментов ако сакаме можеме да измениме некои законски регулативи за да сето тоа се оствари и секоја општина си ги превземе ингеренциите од делот на новиот закон измените во хигиената. Вака е многу измешано. Ако градот не работи, излегува дека и сите општини не работат. Односно, ако градот не си ги завршува своите обврски од делот на хигиената, зеленилото, одржувањето на сите булевари, нивна ингеренција слично.